Ова е Hyundai Kona, еден од автомобилите бар од оваа категорија кој што најмногу се зборува и најмногу се бара во коментарите на RPM. И сега конечно можам да ви ја представам. Искрено и разбирам зашто Kona е толку многу популарен автомобил. Пред се бидејќи стварно многу убаво количе. Овие дизајни ќе бидат модерни и популарни уште многу долг период. Плюс оваа боја е искрено мој фаворит и Kona е многу богата со опрема и е многу практичен автомобил за оваа категорија. 10,25-инчен екран од инфозабавниот систем. 10,25-инчен екран тука пред возачот. Одлична резолуција на двата екрани, многу информации кај возачот, многу информации од инфозабавниот систем. Може да се поврзе со било кој оперативен систем од вашиот телефон. Има паркинг камера, паркинг сензори, грејачи на двете предни седишта, грејачи на волан, аутохолд, имате различни модови во возењето. Тука имаме само физички копчиња што е перфектно бидејќи се само за климата, овде ни е само за радиото. Можете да го поврзете овој екран со навигацијата од вашиот телефон, да не се замарате со таа навигација. Многу безбедносни системи кои што ќе изборуваме за кратко кој ќе возам и почнуваме околу практичност. Тука голема остава за телефонот, две остави за шишиња, остава за клучот, огромна остава под наслонот за раката и одиме да видиме позади. Речи си комплетно рамен пост што ме фасцинира, тоа значи дека може тројца патници комотно да седат на подолги патувања, дел може да се стават нозете горе, може да се спуштат и од страна и да нема толку многу проблеми околу комфорот на тројцата патници позади, што е добро бидејќи како што кажав, ова е едно урбано градско возило кој што не е предвидено да е толку комфортно, сепак Kona нуди одличен простор тука позади. Да, нозете ми се малце поиздигнати за разлика од останатата конкуренција, може минимално да се спуштат под предното седиште, да имате подобра комоција, но сепак ќе напоменам дека ова седиште е вратено поради мојата возачка положба, но еве, како што можете видите, не е најидеалниот простор, но има доволно простор за нозете, има доволно простор и за главата. Тука имаме една остава за телефонот, USB порт што е супер, наслон за раката за да уживате на подолги патувања ако се возите само двајца и остава за шишиње. Сега ќе да го видиме багажниот простор за ако одиме на патување колку куфери може да собере. 330 литри багажен капацитет нуди овој багажен простор на Hyundai Kona, што сметам дека сосема доволно ако погледнеме целата конкуренција, ако го разбереме концептот на овој урбан автомобил, што сметам дека може доволно се спастра тука едни куфери за млад брачен пар, за едно младо семејство или за постара генерација, кој да го користи, сметам дека ќе му биде сосема доволно. Тука ми се допаѓа што оваа ивица од браникот е сосема рамна со оваа даска од багажниот простор и тоа го леснува товарањето и стоварањето на потежок багаж. Тука имаме едни куки, имаме закачалки што е супер, тоа се моите омилени. Под оваа даска тука имаме еден сунгер под кој што се крие сет за репарација. Тука може да се постави резервно тркало ако се доплатите во опрема и тука е оваа кутија од каблите за полнење. Не ви напоменав дека ова е комплетно електрична Kona, така? Може би треба да го почнеме видеото од почеток. Ходиме од почеток. Верзија 2, Hyundai Kona комплетно електрична. 64 kWh батерија, што значи дека овозможува, како што кажува Hyundai, 484 km обсег со една полна батерија. Јас гарантирам дека ако имам малку подолг период оваа Kona, можам да проведам и многу повеќе километри од таа бројка, но како и да е, таа бројка е фасцинантна за едно градско урбано возило кое што можете го користите на подолги патувања комотно. Тука му отворот за полнење, што е супер кул, интересен момент, бидејќи електрично возило комплетно е затворена оваа маска и имаме 204 конски сили на располагање, што е супер, 3 различни драйв мода како што видовме внатре и сега е време да почнеме да го возиме овој електричен автомобил да видиме што нуди Hyundai Kona како Kona и како електричен автомобил, интересен пакет, интересни километражи. Сега зад воланот на Hyundai Kona, ајде прво ќе почнам со електричниот момент на електричната Kona. Многу нежно, многу меко, многу убаво, комфортно возило, многу тивко, многу добра изолација има, што не е баш така честа појава кај оваа категорија на електрични возила, бидејќи кога ќе ги немате, знаете, ние
вибрации, звуци од моторот со внатрешно согорување. Почнувате да ги слушате сите останати работи, како гуми, како ретровизори и што многу други работи, но тука едноставно многу добро сето тоа Hyundai го има исконтролирано, го има средено и не се чувствува никаква бучава, искрено. Многу тивко возило, многу стварно да ви е кеф да возите и на поголеми дистанци. Како електрично возило, секој пат имате забава. Секој пат имате забава зад волан, како што кажав, од драйв модовите се одбирате еден, еко, нормал или спорт, ево сега го стави во спорт. Притиската на педалата за газ и достигате стварно фасцинантни бројки. 204 конски сили, мислам, не се шала. Не е кона предвидена за тркање, но како електричен момент секој пат забрзувањето го имате онака како што и го замислувате. Сега веднаш и секогаш. Искрено, секој пат кога возам електрично возило, јас гледам да го возам во еко, бидејќи идејата нели е предвидена да се вози низ градски услови, па гледате тука да поминете што е можно повеќе километри со едно полнење. Искрено, секој пат тоа ми е желба, не дека некој пат не сакам да се почувствам да имам малце повеќе адреналин, да, апсолутно, но ме фасцинира, првично бројката ме фасцинира од 484 километри, како што кажува VLTP и нормално Hyundai, што тоа си го дополнително си го промовира. Но јас сега повторно ќе кажам, сум убеден дека ако има малку повеќе време со кона, во едни вакви убави услови како сега што е времето околу 25 степени, ќе поминам, убеден сум, ќе поминам многу повеќе километри од тоа, барем 520 километри, мислам дека ќе поминам. Иако користиме клима, иако еве у моментов, нели, чат пат сакате да го осетите моментот на спорт, тестирате различни моменти, повторно поминуваме една многу интересна бројка. Во последниот момент од полнењето, до сега имаме поминато 100 километри на ваков принцип на возење со клима вклучено и се имаме уште 360 километри, што е стварно многу добар момент, многу добра бројка, што ве охрабрува да го земете ова возило, го користите секојдневно, да го користите на подолги дистанции. Така да, браво, стварно браво за Hyundai, мислам, со овој опсек станува доста сериозен ривал на доста сериозни брендови кои што подолг период работат во електрификацијата. И ајде сега да се вратам на останатите делови од Kona. Kona, како што видовте во овој пакет, е стварно богата со опрема, ги има речиси сите безбедносни системи, мислам сите безбедносни системи, не речиси, бидејќи стварно не можам да замислам што дополнително од ова може да се стави. Lane assist, brake assist, автопилот, ја што го кажам, но тоа е едноставно задржување на лентата и самиот волан управува, мислам, адаптивниот темпомат, ако го вклучите и ги активирате тие системи, буквално можете да го пуштите на автопат сам да управува. Мислам, одлично ги чита сите безбедносни ленти, сите знаци, можете да го прилагодувате според знаците да намалува на темпомат. Мислам, стварно фантастични системи и секој пат имам кажувано кога возам некој модел на Kia и Hyundai, дека Kia и Hyundai како мајка ќерка компанија ги нудат едни од најдобрите безбедносни системи на пазарот, бидејќи се најконзистентни во нивното функционирање. Не се случува кај нив да ве предупредува и после некој време го пушта системот и веќе не работи. Не, тука буквално работи цело време, па макар титкал еден час да ве предупреди го фатите воланот или било што. Стварно многу добри системи и секој пат ќе ги пофалам како и сега. Иако треба да имаме на ум дека Kona има одредено освежување и ќе пристигне наскоро, сепак еве и во оваа Kona овие системи и дури навигација и се функционира фантастично. Одлична навигацијата, но ако сакате да користите вашата навигација од вашиот телефон, кој што кажав, лесно се поврзува и немате никакво гајле. И како се повеќе возам Kona, така се повеќе разбирам зошто има толкава побарувачка за неа, бидејќи да, комфортност нуди одлична, тука имаме дополнителна преграда доле, што е фантастично, околу практичност,
убаво е седењето, убава е положбата, убава е прегледноста, добра практичност имаме како што видовме во багажниот простор и имаме и добра цена ако зборуваме за кона со моторно внатрешно согревање. Кога зборуваме кона електрична, 46.900 евра е промотивната цена која што нуди Грант. Инаку редовната цена е некаде околу 50.000 евра и тука мора да напоменам нешто што секој пат го кажувам кај електричните возила. Тоа е дека не можеме да им се лутиме на импортерите за овие високи цени, бидејќи не зависи до нив. Овие цени зависат највеќе до самата држава, бидејќи немаме никакви субвенции, немаме никакво одобрување, немаме никаква помош од државата за да не мотивира да купуваме електрични возила, но јас едно друго ќе кажам. Тоа го знаеме, но Hyundai Kona со целата оваа опременост, со овие перформанси, со овој опсек на километри кој ќе го споредиме со конкуренцијата, кој ќе го споредиме со многу други модели како примери Tesla и кој ќе ги споредиме ценовно, Hyundai Kona е стварно многу интересно возило и цената, еве ако сте веќе толку заинтересирани за електрично возило и покрај целата таа висока цена, сепак сакате да одберете нешто, Kona дефинитивно треба да ви биде во топ 3 модели кои што треба да ги погледнете. Неодамна возевме други електрични возила кои што можете да ги погледнете, тука беше директен ривал всушност на Kona и имаше за 10.000 евра повисока цена. Стварно, мислам, 7 години гаранција, 8 години гаранција плюс на батериите, што е стварно немате никакво гајле за долг период. Оставам на вас да ми кажете што мислите конкретно за Kona, за електричната Kona дополнително и што сакате плюс да видите кај нас на канал. Направете subscribe и се гледаме. Чао!